Територијата на општина Ѓорче Петров, посебно 5 моќни стари населени места, распослани во северозападниот дел на општината Ѓорче Петров, е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија, а богатите културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на регионот со нивната зачуваност, разновидност и интегралност му даваат посебност, единственост, репрезентативност, автентичност. Едно тие села е и селото Кучково. Ете како што вели народот, Господ милуваше по речиси 30 на дена по православниот празник Рождество на Пресвета Богородица, кога направив аудиовизуелна документарна репортажа за манастирскиот комплекс, чие име го носи на мајката Божја Марија, кое се наоѓа во атарот на селото Кучково, повторно да наминам во ова село, овој пат на празникот посветен на светителката Света Петка Римјанка, чие име го носи манастирскиот комплекс Света Петка Римјанка, меѓу народот попознато како Петков ден, и за ова празнување да направам документарна репортажа. Како по стар обичај, кога патувам низ селата во Република Македонија, особено за големите духовни, црковни или манастирски празници, доаѓам, така да речам, во раните попладнени сати, на заслогот на самото вечерно богослужение и благословената вечерна црковна трпеза, а воедно за да присуствувам и на утринската богослужбена литургија, благословениот црковен или манастирски ручек, така и во селото Кучково, поточно речено во манастирскиот комплекс Света Петка Римјанка, пристигнав во раните попладнени сати, каде во манастирскиот двор ме пречека првиот меѓу еднаквите членови на манастирскиот одбор на манастирот Света Петка Римјанка, Војо Ѓорѓиевски. Јас сум Војо Ѓорѓиевски, домаќин на Света Недела и Света Петка, веќе 15 години. Сум служител, а домаќин сум 6 години, 7, и така да живеам тука, соработувам со другари, со пријатели, црквите ги изградувам како што сакаме, како што треба да бидат, да одостоиме барем на нашите светци, затоа што тие стварно да чуваат и ако имаме некоја верба во нив, така да сум многу задоволен што сум домаќин тука. А овде во село Кучково е традиција тупанот и сурлата. Претежно сите цркви имаат сурла тапана обавезно. Секоја слава, секој празник, тупанот и сурлата во село Кучково е Божји дар, што може да кажеме. И вчера, не само вчера, секогаш на нашите слави мене душата ми е полна кога имаме луѓе, кога поминуваат весело луѓето, се задоволни луѓето, ние сме уште позадоволни. И затоа гледаме што поубаво да ги пречекаме, кои ќе си одат да бидат повесели, подружолюбиви, да мислат утре пак да дојдат на нашата слава. Со чест и со љубов ги пречекуваме гостите, со љубов ги испраќаме гостите, живи и здрави да ни видат и да си се слагаме и да се дружиме. Затоа сме тука. Овој Божји дар е даден за народ, од народ за народ. Така да ние, ете Господ на некој начин не ставил тука да служиме, да работиме, да помагаме што можеме. Нека е дело за многу години. За многу години на сите им честитам празникот Света Петка, да се живи и здрави, да им се множат фамилии, да бидат живи и здрави, Господ да им дава само убави работи, луѓето од селото да им дава Господ берикет, дарба, све од срце им пожелам најубаво. Прво на моето село Кучково, па и општо на целата наша Македонија, убава Македонија, да се слагаме, да се дружиме, да живееме како браќи и како сестри. Почитувани мои, откако така да речам и со другите членови на манастирскиот одбор се сторивме здравоживо, ме замолија најсетне јас да им ги раскажам моите досегашни историографски сознанија, како за црковно-манастирскиот духовен живот во селото Кучково, така и за светителката Света Петка Римјанка,
копајки низ македонскиви и балканскиви архиви, а сетне тие да ми ги раскажат многуте адети, обичаи за ова празнување низ вековите што им ги раскажувале нивните дедовци и баби. Нивниот предлог со задоволство го прифатив. Зародишот на црковно-манастирскиот духовен живот на селото Кучково му даваат посебност, единственост, репрезентативност и автентичност. Устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи за црковно-манастирскиот духовен живот на селото Кучково датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старомакедонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешново наше современие. Црковно-манастирскиот духовен живот на селото Кучково не може да се види со еден поглед, со еден опад на окото во еден миг. Тоа се безброј пластови на дух и материја, напластени едни на други, со нераскинливи нишки кои го градат долгиот континуитет на духовниот живот. За да се дознае дел од вистината, потребно е да се побараат остатоците на творештвото од различните периоди кои се кријат во селскиот атар, испреплетени за превесот на времето. Црковно-манастирскиот духовен живот на селото Кучково илјадници години зрачи на целиот негов простор, како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел на Римската империја, како дел од Византија, поточно речено времето на владавината на императорот Петруш Шаватиев, во историографијата попознат како Јустилијан I, основачот на архиепископијата Јустилијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија, како дел на Свети Климентовата книжевна школа, како дел на мноштата црковни повелби житија кои датираат од 969 до 1018 година за време на владењето на македонските комитополи Арон, Давид, Мојси, Самоил, посебно за време на владењето на македонскиот владетел царот Самоил и на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир од 979 до 1018 година, како дел од владавината на византискиот император Василий II од 1080 до 1025 година, како дел во црковните записи и грамоти од 1299 година на византиските цареви Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог, како дел од македонската средновековна држава предводена од македонските властелини, кралот Милутин, царот Стефан Урош IV Душан Немањич, кралот Димитрije Волкашин, кралот Марко, како дел од Отоманската империја и како дел на Република Македонија. Црковно-манастирскиот духовен живот на селото Кучково е забележан и во Отоманскиот пописен Тафи Дефтер број 8 од 1436 година за време на владењето на отоманскиот султан Бајазид II, каде што селото припаѓало на румелискиот Беглиар Беглус, во пописниот Дефтер од 1446 година, во пописниот Дефтер број 508 од 1447 година, во пописниот Дефтер од 1560 година, во пописниот Дефтер од 1562 година и во 1582 година, отоманските пописни дефтери од 1565 година и 1570 година. Почитувани мои, пред да проследите дел од видеозаписот од вечерното богослужение, вечерната богослужена трпеза, што ја организираа членовите на манастирскиот одбор во чест на Света Петка Римјанка, во сослужение на парохискиот свештеник од Шковското наместништво, заедно со соборскиот народ, предлагам да ве запознам со моите историографски сознанија за светицата Света Петка Римјанка.
Света Петка Римјанка во православието е признаена како христијански маченик која живеела во текот на вториот век. Таа е родена во Рим во времето на владењето на императорот Адријан од христијански родители, татко Агатон и мајка Политеја. Незините родители долго време немале деца и постојано му се молеле на Бога да им подари барем едно дете. Незиното име произлегува од тоа што таа се родила на денот петок. Бидејќи по потекло била од христијанско семејство, таа го добила името Параскева, чие име го означува петтиот ден од седмицата, а тоа е денот петок. Исто така, бидејќи таа е родена во петок, денот кога евреите се подготвувале за празнување на саботата. Името Параскева означува подготовка. Света Петка е позната и под името Света преподобна маченичка Параскева Римјанка. Родителите на Параскева биле мощни и мотли, што овозможило таа да се здобие со добро образование. Уште од млади години таа била воспитувана во духот на христијанството, така што кога научила да чита, Библијата била незиното омилено четиво. Таа ја изучувала темелно и филозофијата. Родителите на Света Петка Римјанка починале кога таа имала 20 години. Исполнета со христијанските идеи и христијанскиот дух и како единствено дете и наследник на семејниот имот, таа продала се што поседувале незините родители, а заработените пари им ги поделила на сиромасите и се замонашила проповедувајќи го христијанството. Незаштитена и во многу опасни времења, кога христијаните биле прогонувани, зверски мачени и погубени во Римското царство, Параскева остатокот на својот живот го поминала подучувајќи ги луѓето на христијанската вера и успеела да преобрати многу луѓе во новата религија. Поради дарините што ги дарил Господ Бог за ширењето на христијанството, била наклеветена од еврејските свештеници кај императорот Антонин Пиј. Тој се воодушевил од незината необична мудрост и убавина и рекол да им принесе жртва на боговите, а ако не прифати, ќе биде подложена на мачење. Но Параскева му одговорила на царот: јас никогаш нема да се откажам од Христос, мојот Бог. Тогаш царот се разгневил и наредил на главата да истават жештена римска метална капа, но таа останала неповредена. Потоа царот наредил еден голем казан да се наполни со врело масло и смола и тој ја фрлил Параскева во казанот. И покрај тоа, таа стоела среде казанот неповредена. Зачуден од гледката, царот и рекол: Параскево, попрскај ме со маслото и смолата, за да видам дали на вистина жежат. Параскева зела во раката масло и смола и го попрскала в лице, а царот веднаш ослепел. Тогаш тој започнал гласно да ја моли и да бара помош со зборовите: смилувај се на мене, слугинко на вистинскиот Бог, па јас ќе поверувам во Господ кого ти го проповедаш. Параскева му се помолила на Бога и царот веднаш прогледал. Од тој момент царот поверувал во Христос и се преобратил во христијанин. Света Петка го напуштила Рим на 30 годишна возраст и проповедала во неколку градови. Во време кога еврејските свештеници ги обвинувале христијаните за разноразните несреќи што се случувале, Параскева била честопати прогонувана, затворена и мачена, но останала непоколеблива и верна на својата мисија. Проповедувајќи го христијанството, таа стигнала во еден град, управуван од управителот на градот Аскипи, пред кого изјавила дека Христос е Бог на небото и на земјата. Разгневен, Асклипи ја испратил во една пештера надвор од градот во која живеела некоја страшна змија, но од присуството на Параскева, змијата се вовлекла во пештерската темнина. Увидувајќи го тоа, Аскипи посакал и го примил христијанството. Подосна Света Петка пристигнала во друг град во кој владеел Тараси, пред кого исто така изјавила дека Христос е вистинскиот Бог.
Поради тоа, кнезот ја фрлил во котел полн со врело масло, смола и олово, но Господ испратил ангел од небото, кој го оладил котелот. Така Света Петка останала неповредена. Тараси ја ставил на други тешки маки, но таа не се откажала од верата во Христос, а Тараси наредил со меч да и се отсече главата. Тоа се случило во 140-та година. Незината душа како гулабица одлетала на небото, каде што по незиното упокоение биле забележани бројни чуда, а христијаните ги посведочиле незините божествени чуда. Незините свети мошти се наоѓаат во Цариград. Благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Почитувани мои, прек вечерните сончеви зраци, милувајќи го манастирскиот комплекс Света Петка Римјанка, ја навеснува празличната атмосфера на православната екумена, посветена на Света Петка Римјанка, а од околината на селото Кучково, на кај ова многовековно манастирско светилиште, како бисер гердан се зареди народ. Манастирскиот двор се наполни со народ. Почитувани мои, предлагам дел од вечерното богослужение со кој чиноначасуваше парохискиот свештеник од Скопската парохија, кое се одржа во манастирскиот храм Света Петка Римјанка во чест на Света Петка, богослужената вечерна трапеза, да проследите во продолжение на оваа репортажа. Нека е ден на години. Еве вечерва сме одека на заслуга на Света Петка. Амин Боже. Вечерва ќе се собереме тука, утре ќе има и свещено лице, ќе има литургија јутре. Така е. Нека е ден на години. Амин Боже. Амин Боже. Амин Боже за ново години. Амин Боже. Еве овдека се наоѓаме во селото Кучково на заслугот на православниот празник Света Петка, овдека во манастирот Света Петка, карши тука се наоѓа манастирот Света Недела, 12 манастири ги има очи Кучково овдека, што се вика секоја галаби јас имала своето куќе. Пак ќе напомнам нека ден од години, да се гледаме само џубаво и до година побројни. Амин Боже. Амин Да Боже. сме живи и здрави, да сите Господ нека дава само убави работи, слога, љубов и пари. Тоа е Здравје. најважното, здравјето и љубовта и парите. Народот да се сака што поише. Од која фамилија си? Вие не се кучува. Од каде Она си? ни е гостинка, јас ќе кажам, Јас она ни е сум гостинка гостинка. и е повеќе Од години Геге. тука Да. и е воодушевена за традицијата и како се чествува овде во манастирот Света Петка и Света Недела, каде што има света вода, каде што има луѓето кои што сакаат да се замијат за очи, лековита вода и да им помогне на сите што ќе побараат помош од Света Петка и Света Недела. За многу години кај денешниот празник да се здрави живи сите верници и кој сака може да дојде на И неверници, вечернава да се здрави. вечера. Утре ќе има и литургија во 10:15 часот и може да се искачи колач кој сака за здравје и нека за многу години. Поздрав до сите. Од каде сте иначе вие, госпоѓа? Јас сум од Ѓорча. Стара граѓанка на Ѓорче Петров. Копјанка, село Дивле, Света Петка, 8 август ја славиме, кај што сум родена. И Света Петка, сите светци, али Света Петка ми е. Ова сега да ми кажете. Рековте дека која му е славата на во Дивле? Света Петка, Света 8 Петка. август. Летна така. Да, летна. Ова кога последен пат сте биле во Дивле? Одамна не сум била Одамна? во Дивле, али се служам на Света Петка во Куманово. Така. И во така, Куманово, така, да. така.
na Oca i Sina i Svetio Duh, сега и секогаш и во вечни векови. О мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За мир од небото и за спасение на нашите души, да се помолиме на Господа. Господи, Почитувани гости, оваа година имаме една прекрасна кума која што не удостои да биде оваа година за Света Петка и затоа сакам да ја запазим и она да кажем еден благослов кој што на луѓето им даде една посебна енергија. Поведете кумо и добро дојдовте и нека е со среќа за многу години. Нека е за многу години, пријатна вечер, Господ, Света Петка, здравие на сите да ви даде. Амин. Здрава и жива кумата. Здрава и жива кумата, фамилијата, внуците, па да дочекаме и тие внуци, па правнуци нека има. Амин Боже, амин Боже. Само за убајни. Од све срце ви пожелувам само убави работи да ви се случуваат. Да се сакате, Господ нека ви дава здравие, љубов и парички неколку. Малку поише, не многу, малку поише. За среќа нека ви на сите. Да се помолиме на Господа. За мир во светот, за благосостојба на светите Божји цркви, за соединување на сите, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За овој свет храм и за сите што влегуваат во него со вера. Нека денот за години. За многу години нека и Господ здраве и среќа да ја даде. Секој година помогата да биде и поздрави. Од каде си, од Клучково си? Од која фамилија? Видевска. Како се вика татко ти? Како? Татко ти како се вика? Мила Попов. Така, мајка ти? Трајка. Дедо ти? Петко. Баба ти? Ружа. А мајка ти? Дедо ти по мајка ти? Стана исти пет. Така, колку браќа и сестри сте? 3 браќа и една сестра. Така, твоето домајчике како се вика? Твоето домајчике како се вика? Аниела, ево. Да, од каде? Оно од Ѓорче. Од Ѓорче. Што е тоа што те привлекува да дојдеш во Кучково? Како че? Што е тоа што те привлекува да дојдеш во Кучково? Јас сум со петигре, пра дедоци и мора да ги наследувам нивниот пат. Нека денот за години. За многу години Господ здраве и среќа да ми даде на секој. Чуте Господа, амин Господе. Само само нека.
Почитувани мои, како по стар адет и обичај, уште петли непропејани во муглите на сам ден на празникот посветен на Света Петка Римјанка, меѓу народот попознат како Петков ден, кој се паѓа секое господово лето на 27 октомври, манастирскиот Питроп и ова утро ја чукна камбаната, обзнанувајќи го празнувањето на православната екумена, посветено на оваа светителка, со тоа што им даде до знаење на соборскиот народ, дека набрзо ќе започне утринската богослужба. Од околината на селото Кучково, накај ова многовековно манастирско светилиште, како бисер грдан се зароди народ. Манастирскиот двор се наполни со народ. Почитувани мои, предлагам дел од утринското богослужение со кој чино начествуваше парохискиот свештеник од Скопското црковно наместништво, кое се одржа во манастирскиот храм Света Петка Римјанка во чест на светицата Света Петка Римјанка и на црковниот богослужен ручек, да проследите во продолжение на оваа репортажа. Благословен е нашиот Бог сега и секогаш и во вечни векови. Амен. Свете Боже, свете крепки, свете безсмртен помилане. Свете Боже, свете крепки, свете безсмртен помилане. Свете Боже, свете крепки, свете безсмртен помилане. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух и сега и секогаш и во сите векови. Амен. Пресвета Тројца помилане, Господи, очисти ги нашите гревови, владико, прости ги нашите беззаконија. Свети посети ги исцели нашите немощи заради Твоето име. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух и сега и секогаш и во сите векови. Амен. Отче наш кој си на небесата, да се свети името Твое, да е царство Твое, да биде волјата Твоја, како и на небото, така и на земјата. Левот наш насушен дај ни го денес, и прости ни ги долговите наши, како и ние што ги прощаваме нашите должници, и не воведувај во искушение, но избави од лукавиот. Зашто Твое царството, силата и славата на Отца и Сина и Светиот Дух сега и секогаш и во вечни векови. Амен. Но засака пустинскиот и тих живот и ревностно тргна кон Христа Твојот жени. Неговиот благ јарен примајќи го во младоста, со крстниот знак се вооружа против духовниот непријател. Со испоснички подвизи постоти молитвите и созните капки, си го гасила жарот на срастите до славна пакево. И сега во небесните дворови со мудрите девојки на Света Петка, Параскева чисто спомен и празник го чествуваме, а за здравје, за спасение Господи за Твоите чеда, кои го чествуваат овој празник и се кумови. Колепчето имињата на кумовите. Лиљана, Горан, Мартин, Маја, Ивана, Давид, Дарија. Дај им Господи душевно и телесно здравје сега секогаш и во вечни векови. Амен. Свјати мученици, же добре страдалчествуваше и венчаши ся, молете ся ко Господу, помиловати ся душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостолов похвалов, мучеников радование, и же проповед Троица единосушная. Исаи, кој дева им е во чревје, и роди сина Емануила, Бога же и человека. Востоким ја емо, Его же величајуще деву блажаем.
Велико име, Света Троица, Пресвета Богородице, помагай нас. Велико име, Света Троица, Пресвета Богородице, помагай нас. Велико име, Света Троица, Пресвета Богородице, помагай нас. Нека е за много години, да сте живи и здрави, нека ви е вечно кунството. Господ Бог нека ви дарува здравие, среќа, радост, беричет, мир и спокойство по молитвите на Света Петка. Господ нека го исполни вашиот дом со радост и само со овој момент. Живи и здрави да сте. Лебот и виното со силата на Твојот Свет Дух сега секогаш и во вечни векови. Амин. Уште Ти ја пренесуваме, Господи, ова бескрвна жртва на небесниот жртвеник, во слава и чест на Света Петка за здрави спасение за Твоите чеда. Чувај ова лепче. Имињата? Жарко, Сузе, Михаела, Лепа и сите цела фамилија. Велико име Света Троица, Пресвета Богородице, помагање. Велико име Света Троица, Пресвета Богородице, помагање. Велико име Света Троица, Пресвета Богородице, помагање. Нека за многу години живи и здрави. Господ Бог нека ви дарува здравие и среќа. Сега и секогаш и во вечни векови. Уште Ти ја пренесуваме, Господи, ова бескрвна жртва на небесниот жртвеник, славечето на Света Петка, здрави и спасение за Твоите чеда. Имињата? Тони, Димитар, Велико име Света Троица, Пресвета Богородице, помагање. Велико име Света Троица, Пресвета Богородице, помагање. Велико име Света Троица, Пресвета Богородице, помагање. Нека е за многу години живи и здрави да сте. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови ги лебот и виното со силата на Твојот Свет Дух, сега секогаш и во вечни векови. Уште Ти ја пренесуваме, Господи, ова бескрвна жртва на небесниот жртвеник, славиче за Света Петка, за здраве и спасение за Твоите чеда. Марија. Дај Господи душевно и телесно здравие сега секогаш и во вечни векови. Амин. Велико име Света Троица, Пресвета Богородице, помагање. Велико име Света Троица, Пресвета Богородице, помагање. Велико име Света Троица, Пресвета Богородице, помагање. Нека е за многу години живи и здрави да сте. Сега секогаш и во вечни векови. Амин. Уште Ти ја пренесуваме, Господи, ова бескрвна жртва на небесниот жртвеник, слава и чест Света Петка за здраве и спасение за Твоите чеда. Анастасија, Милена, Филип, Сања, Зоран, Љупка, Ѓоргина. Дај Господи душевно и телесно здравие сега секогаш и во вечни векови. Амин. Велико име Света Троица, Пресвета Богородице, помагање. Велико име Света Троица, Пресвета Богородице, помагање. Велико име Света Троица, Пресвета Богородице, помагање. Живи и здрави да сте. О Господи, јави сија нам, благословен гради во имја Господње. Бо Господи, јави сија нам, благословен гради во имја Господње. Бо Господи, јави сија нам, благословен гради во имја Господње. Милосердија двери отверзи нам, благословена ја Богородице. Надејушти се на Тија да не погибнем, но да избавим се од овој бед. Ти баеси спасение рода христијанскаго. Со премудрост и внимание да го изслушаме Светот Евангелие, мир на сите вас. И духове Твоему. Ке се чита од Светот Евангелие според Јован. Слава Тебе, Господе, слава Тебе. Да внимаваме, во она време дојде Исус во Јерусалим, а во Јерусалим при овчата врата имаше бања по еврејски наречена Витезда.
Во неја имаше 5 притвори во кои што лежеа мнозина болни, слепи, хроми, суви, кои чека да се развижи водата. Зашто од време на време слегуваше ангел Господен ја развижуваше водата и кој прв ќе влезеше, по развижувањето на водата оздравуваше. Од каква болест и да боледуваше. Слава Тебе, Господе, слава Тебе. Во мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За мир од небесата и спасение на нашите души се молиме на Господа. Господи, помилуј. За мир во целиот свет, добра состојба на светите Божи цркви, соединување на сите се молиме на Господа. Господи, помилуј. За Господин Отец наш блаженешот архиепископ Охридски Македонски Стефан, честото свештество во Христо Јаковство, сиот клирисите луѓе се молиме на Господа. Господи, помилуј. За благочестивиот и Христолюбив православен наш народ да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Да се освети оваа вода со силата дејството слегувањето на Светиот Дух се молиме на Господа. Господи, помилуј. Да слезе нова вода очистителното дејство на предвечната Тројца да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Да ни послужува вода за душевно и телесно очистување, изгонување на секаква демонска и непријателска сила се молиме на Господа. Господи, помилуј. Да преку порусувањето пињето на оваа света вода не зачуе, заштити Господ Бог да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Заштити не спаси, помилуј, запази не Боже со Твојата благодат. Господи, Спомнувајќи пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и секоја Дева Марија, Богородице, спаси со нас. сите свети и самите себе еден друг и си од наш живот на Христа Бога да го предадеме. Тебе, Господи. Зашто Тебе ти прилега секоја слава, често поклонение на Отца и Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амен. Святи мучен, Спаси Господи људи Твоја и благослови достојание Твое. Победи сем православним христијаном нашим, на сопротивнија дарујај. и Твое сохраняе крестом Твоим жителством. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победи все православным християнам нашим, на сопротивния даруяй. И Твое сохраняе крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победи всем православным християнам нашим, на сопротивния даруяй. И Твое сохраняй крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Нека денешниот празник посветен на Света Петка Параскева, кој што го чествуваме, како го празнуваме, преку нејзиниот живот ни укажа Господ Бог како треба еден христијанин достојно да го живее и како треба да го заврши својот земен живот. Најголем показател се светителите што ги имаме, а еден од тие светители, светителката наша, која што е Света Петка Параскева, која што пред Господа Бога се удостои со венец на славата во Царството Небесно. Преку нејзиниот живот покажа како човек треба на вистина да изгледа неговиот живот и како треба да биде крајот на неговиот живот. Затоа нека денешнава проповед, денешново Свето Евангелие, нека денешнава служба Господ Бог ни дарува преку Света Петка сето на што ние го просиме, го бараме од Него, но и откако ќе ни го исполни Господ Бог нашето барање, да дојдеме да се зблагодариме на Света Петка, да Господ Бог, на Господа Бога, да се заблагодариме за сето на што Господ Бог ни го дарува на сите нас, за наше спасение и за сето на што имаме потреба и што го бараме од Него. Нека ние за многогодини денешниот празник да сте живи и здрави. Нека е за многу. Да се помолиме на Господа. Господи, Зашто си свет Боже наш, и на Тебе слава Ти вознесуваме, на Отца и Сина. Денеска е убав ден, празник, Света Петка.
Така да дека се собравме да само што заврши литургијата на попот, елипчињата се испеа, тука беше кумата, само што заврши богослужбата на свештеникот. Денеска ќе биде убав ден, празничен ден, во еден мир и добро расположение ќе поминеме празникот. Сега уште маце ќе одиме и ќе почне ручакот, свечениот ручак, после литургијата на свештеникот, така да во главном многу луѓе ќе дојдат тука, веќе се пристигнати поголемиот дел на луѓето што сакаат да присуствуваат на литургијата, така да ќе ни биде убаво, ќе се веселиме и ќе убаво ќе го прославиме овој ден, овој празник. Нека денот за новогодини, што се вика, секој е слава, секој убав ден е со зурлото, со тапанот. Музичарите ни дојдоа. Да. Па да ги последиме, пошто ќе имаме и оро и песна наша македонска, пропратена со црковната духовна литургија. Нека денот за новогодини. За новогодини, амин. Ова е внук мој, од што наследив од неговиот татко Света Петка и Света Недела, а он е фактички дете од татко му родители негови кои ја изградиле оваа црква и сакам да ми е чест со него и он да каже неговите корења за баба му и за дедо му па и понатака. Ајде ми се представиш твоето име и презиме? Јас сум Жарко Ѓеорѓиевски. Од фамилија Ѓеорѓиевски потекнувам, од баба ми ја има изградено црква по соништа од Света Петка директни насоки. Така да баба ми ја водеше црква доста години, јас тука сум израснал, уште како дете имам спиено во црква, имам спомени многу. Па после незе дедо ми личи исто незиниот сопруг, тој нима раскажувано како цели ноќи разговарала со Света Петка, како со човек, како ние што разговараме. Инструкции има давани. Па да не должиме, значи после тоа татко ми беше домаќин на црквава, до пред неколку години, чичко Војчев, 7-8 години и пред смртта он беше болен на крај, па негова желба беше чичко Војче да биде домаќин, рече ти си млад уште за тоа. Па сега чичко Војче води црквата како што ја води, најдобро што може и добар човек одбра татко ми за оваа работа, па понатаму што ќе даде Господ, ќе видиме Господ како ќе каже понатаму за домаќини чичко Војче. Така да за луѓе, се е добро, Господа чува, Света Петка и Света Недела златни, само за здравје, за мир, благосостојба на луѓето. Како се викаше баба ти кој што била? Илинка, баба ми Илинка, таа. Така? Баба ми е од Кучково, дедо ми е од Свиларе, значи она точно по инструкции на Света Петка ја има правена црква. Значи зборела со Света Петка како со човек. Ова се да ми кажеш, ајде, татко ти како се викаше? Миле. Така, мајка ти? Синот на Илинка. Мајка ми е Лепа. Така. Таа од каде е? Мајка ми е Тетовка. Од кое место? Од Доброште. Од Доброште? Село Доброште. Сега, ова едно да ми кажеш, си бил ли во Доброште? Како не, имам роднини многу во Доброште. Како се чувствуваш како кучковец или доброштанец? Мајка Тетовка, татко Кучковец, значи не можеш да делиш. Меѓутоа едно би рекол дека и песните, и ората, и говорот повеќе сте поблиску према тетовската регија отколку према црногорскава. Кучковец, јас поблиску ни Кучково доаѓам почесто тука, како мал сум одел во Доброште, исто сум седел со месеци што се вика имам војко таму, тетки имам, братучеди многу. Исто се чувствувам како дома исто и таму, меѓутоа овде дека поблиску, ние доаѓаме тука, а и манастиров не влече, нонстоп доаѓаме тука. Кој ти е куќна слава? Денеска Света Петка. Света Петка, нека е денот за новогодини. Нека е за новогодини. Поздравје на сите. До година побројни. Амин. И да ни се полнат црквите наши македонски манастири, да има венчавки, да има крштевки, да ни бида полни и средечина. Така е. Нека денот за новогодини. За новогодини. Отец небесен, немојте да мислите дека сум дошол да го нарушам законот или пророците. Отека кога изутрината
парохийскиот свештеник ја проповедаше утринската литургија, има еден стар адет и обичај кој што неколку години во ваше име на секој домаќин, односно секој кум кој што ќе биде овдека, му се подарува една црквичка која што вие ја изработувате. Ајде малку овој сторијата за тоа. Јас можам да кажам прво да се заблагодарам на братучет ми, нека му е лесна земја, нека е фамилијата, нека му е жива и здрава, секогаш да го спомнуваме, затоа што и сум среќен и пресреќен што ме стави како домаќин на оваа црква да ја продолжам неговата традицијата на мајка му, па баба ми и ни јас. И одлучив, ете, по некој си чест на кумството да има еден благослов од нас и да има еден спомен од нас, пошто изработам доста макети, икони и решив да приложам на секој кум по една црква макета од мене, па на сите пријатели кои помогнале тука на некој начин да сакаме да се одолжиме и пошто он нас ни помага, па сакаме и ние. И за секој кум, секоја година доделуваме по една црква. И традиционално сакаме да ни остане традиција во традиција, и тоа мислам дека ми е аманет од мојот братучет што ми ја даде црквата да бидам домаќин, и мислам дека додека можам неговите зборови нема да ги заборавам. Многу те сакам и да бидеш добар, како што и неговиот аманет никогаш нема да го изгубам, и неговиот збор никогаш нема да го прегазам, затоа што стварно ме сакал и сум го сакал. И него, и неговата фамилија, и он мојата фамилија. Сите сме биле сакани, сите сме биле поштовани, така да неговиот збор до крај, додека сум жив и здрав, додека сум јас на ноги, ќе терам по таа неговата чест да подаруваме на секој кум по нешто. За честното свештенство во Христа ѓаковство, за сиот мир и за сето во Христа наше братство. Господи помилуј, Господи. Почитувани мои, не ми се напушташе селото Кучково, но морав да се заминам, затоа што ме чекаат и другите села распослани во северниот дел на општината Ѓорче Петров, и за нив да направам репортажа со едно ветување дека повторно ќе дојдам во ова село, саде Господ на сите нам живот и здравје да ни дава. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Уште се молиме за сите што придонесуваат и добро прават во овој свет и се чесен храм, за оние кои се трудат, кои пеат, кои стојат на молитва и чекаат од Тебе голема и богата милост. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Зашто си милостиви човеколюбив Бог, и на Тебе слава Ти вознесуваме, на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни